Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Мудрецот и ангелот. Пристигнал мудрецот на небесата и се сретнал со ангелот. Како го помина својот живот на земјата? Го прашал ангелот. Јас постојано бев во потрага по вистината, одговорил мудрецот. Тоа е прекрасно, го пофалил ангелот. А што правеше ти за да ја најдеш таа вистина? Со што се занимаваше за да ја увидиш? Мудроста ја собирале луѓето и ја запишувале во книги. Затоа јас многу читав, му одговорил мудрецот на ангелот. Ангелот се насмевнал. Небесната мудрост им се предава на луѓето преку религијата, затоа јас ги изучував книгите и посетував храмови, одговорил мудрецот. Насмевката на ангелот станала посветла. Јас патував, беседев, спорев со други мудри луѓе и во наши спорови се раѓаше правдата и вистината. Ангелот благонаклоно се насмевнал. Мудрецот замолчал. Лицето на ангелот станало сериозно, а насмевката исчезнала. Направив нешто неправилно? Зачудено прашал мудрецот. Правилно е сето тоа што ми го кажа, но ти ништо не раскажа за љубовта, одговорил ангелот, замислувајќи се. Јас немав време за таа љубов, затоа што бев во потрага по вистината, гордо одговорил мудрецот. Каде што нема љубов, нема ни вистина. Длабоката вистина се раѓа само од длабока љубов. Тажно одговорил ангелот и се сокрил. Ти слушам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, ти ми даде животно. Да ги скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ке ти служам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, ти ми даде животно. Таги скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Глас на надежда.
Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Poštovani prijatelji, srdačan pozdrav do sите vas. Вие следите мисијата Библијата зборува. Продолжуваме со нова тема, со нов наслов во рамките на овие предавања од Светото писмо од Библијата. Пред нас е нов предизвик и нова тема. Ќе зборуваме за рајот и пеколо. Дали постои рај и пекол? Ако постои, каде да ги лоцираме? Дали горе на небото има место за пекол, за грешни или само за праведни? Следете ја ова емисија и верувам дека ќе биде интересна и ќе добиеме одговори на нашите прашања. Ова слика што сега ја гледаме не подсетува на нешто страшно, на нешто што предизвикува страв кај сите нас, а тоа е оган, пеколен оган кој многу теолози, многу црковни учители го најавуваат за оние кои се грешни. Постои ли пекол, место на вечни маки? Зарем е Бог таков кој ќе дозволи да некои луѓе вечно се мачат, а спротивно на нив да некои вечно уживаат и се радуваат? Дали вистината за рајот, односно за пеколот, е библиска основа во која уште еднаш треба да се увериме и да ја потврдиме Божјата милост и љубов, или пак од друга страна да го видиме монструмот, сатаната кој предизвикува страв кај луѓето и ги плаши со името пекол, бидејќи знаеме дека од една страна Бог е љубов, извор на милост и љубов, а од друга страна сатаната е наречен кнез на овој свет и оној кој им сака лошо на луѓето. Ѓаволот ги лаже луѓето да веруваат дека Бог е жестоко суштество исполнето со омраза. И навистина тоа е така, драги гледачи. Денеска не сум слушнал некој човек да се лути на ѓаволот. Претежно луѓето или го псујат Бога, или му се лутаат кога нешто ќе им се случи лошо во животот. Никогаш сатаната не е обвинет од страна на луѓето. Всушност тој негово дело, тој сака да ги луѓето натера, да ги предизвика да имаат омраза и едноставно да го негираат Божјото постоење или пак да го навредуваат затоа што ако е Бог толку силен и мокен, зошто не го спречи злото и самиот сатана? Исус Христос многу јасно и гласно ја кажува вистината во Библијата и ние токму ќе ги одговориме на многу прашања, но на почетокот еве да си поставиме едно прашање: каков Бог, на каков Бог јас и ти му служиме, почитувани пријатели? Дали е Бог навистина, како што се прикажува во Светото писмо, Бог на љубовта, или пак од друга страна Бог е жесток кој веднаш ги казнува луѓето кои ќе погрешат и тоа со вечен оган? Ако е така, тогаш овој библиски текст што сега ќе го прочитаме нема никаква основа. А Библијата вели во Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Овој текст библиски, почитувани гледачи, ни укажува дека Бог толку не засака, толку не привлекува кај себе што го дал и својот единороден син. И секој кој ќе поверува во тој Бог, односно во Исуса Христа, ќе добие спасение. Зарем тогаш Бог е оној кој ги казнува луѓето со вечен пеколен оган? Но од друга страна, непријателот на човекот, сатаната, предизвикува таков страв кај луѓето. Да си поставиме прашање: дали е Бог во сојуз со ѓаволот? Дали тие заедно работат, како денеска политичките партии кои се противници меѓу себе, позиција и опозиција, но често пати ние слушаме дека тие позади завеса повторно се работуваат, повторно кројат исти планови и едноставно се во соработка, но во јавноста се големи противници. Зарем нешто слично се случува и со Бога, и со ѓаволот? Пред луѓето се покажуваат како спротивставени страни, а од позади тие работат заедно. Дали Бог е во сојуз со ѓаволот, почитувани гледачи? Зар сатаната е наемен од Бога како негов соработник, за да ги пржи и пече грешните луѓе преку целата вечност?
Зарем Бог може да биде таков монструм, полош дури и од Хитлер, кој ги убивал, кој ги мачел евреите во тие логори на смртта? Зарем Бог може да биде таков тиранин во сојуз со ѓаволот, за да ги мачи луѓето во вечноста за секогаш? Доаѓа кнезот на овој свет, тој нема ништо во мене, кажува Исус. Овде Бог ни ја кажува вистината дека тој и ѓаволот немат никаква соработка, немат никаква врска кога е во прашање ова идеја или ова размислување дека постои рај, односно дека постои вечен пекол за грешните луѓе, каде што вечно ќе се мачат, но никогаш нема да умрат. Всушност, Исус овде кажува и самиот Бог дека тие немаат никаква врска или соработка со сатаната, бидејќи ѓаволот е ангел кој се спротивставил на Божјата милост и љубов и веќе ги изгубил сите права, сите ингеренции кои ги имал порано на небото. Зборот пекол, драги гледачи, е еднонасочен број, односно израз со еврејскиот шеол. Значи може да се спореди зборот пекол со еврејскиот збор шеол и грчкиот хадес и означува едно те исто. Тоа е гроб. Значи пекол или хадес или шеол, која ќе прочитаме во Библијата, дали е Стариот Завет или Новиот, означува едно место, а тоа е гроб. Место каде што се погребуваат мртвите. Тоа не означува место каде што човекот, неговата душа, ќе живее, но под посебни услови, ќе се мачи и никогаш нема да биде уништен. Каде е денеска пеколниот оган, драги мои пријатели? Ајде да се послужиме со една приказна од Библијата што Исус ја раскажал и верувам дека после овие цитати што ќе ги прочитаме, овие библиски извештаи ќе ни биде малку појасно. Ова парабола за каколот ќе ни ја отклучи вратата преку која ќе влеземе и ќе спознаеме вистината кој е извор на лошото семе, односно на пеколот. Приказната вели дека Исус раскажал парабола, приказна за небесното царство и вели тоа е слично на човек кој посеал добро семе на својата нива. Но кога луѓето спие, дојде неговиот непријател и посеа какол меѓу пшеницата и си отиде. Понатаму текстот вели, а кога посевот порасте и даде плод, тогаш се покажа и каколот. А слугите на домакинот пристапи и му рекоа: Господару, зар не посеа добро семе на својата нива? Тогаш од каде е каколот во неа? А тој им рече: човек непријател го направи тоа. Слугите пак му рекоа: сакаш ли да одиме и да го исплевиме? Но понатаму Исус вели: сејачот на доброто семе е човечкиот син, нивата и светот, доброто семе тоа се синовите на царството. Каколот се синовите на лукавиот, непријателот кој што ги посеа е ѓаволот, а жртвата е свршетокот на векот, а жртварите се ангели. Гледате, драги мои пријатели, како едноставна приказна Исус ја раскажал за да им даде порака, совет или појаснување на луѓето да сватат дека Бог е извор на љубов, Бог е извор на доброто семе. Меѓутоа, лошото семе или каколот е дело на непријателот, на ѓаволот. Нивата е овој свет во кој ние живееме. Сега, овде постојат две сили, Божјата сила и сатанската сила. Божјата сила делува врз нас за добро, за убаво, за почит, за респект еден кон друг, за приготвување за еден нов живот, додека сатаната е извор на се она што е лошо. На сите омрази, на сите недоразбирања, на сите болести и убиства, секако и на смртта, е дело на непријателот. Жетварите, вели се ангелите, наскоро ќе дојде Господ Исус со своите ангели и ќе го собере житото во амбари, а плевата ќе отиде во оган. Како што каколот се собира и се гори во оган, така ќе биде и пред свршетокот на векот. Синот човечки ќе ги испрати своите ангели, кои ќе ги соберат од неговото царство сите соблазни и оние кои што вршат беззаконие и ќе ги фрлат во огнената печка. Таму ќе биде плач и чкртање со заби. Еве како завршува ова приказна, почитувани пријатели. Бидејќи ова приказна е символ за овој свет, за ова планета. И крајот ќе биде исто така сличен. Добрите луѓе ќе бидат земени со Бога на небото.
a лошите ќе останат овде 1000 години според Библијата. Послед 1000 години ќе воскреснат грешните и ќе добијат осуда, уништување. Со оган ќе биде уништена ова планета, но нема да трае тоа уништување вечно, како што некои теолози сакаат тоа да го представат. Така ќе биде и при свршетокот на векот, вели Исус. Ангелите ќе излезат и ќе ги одделат злите од сред праведните и ќе ги фрлат во огнената печка. Тамо ќе биде плач и чкртање со заби. Ова е крајот, драги гледачи. Ово уништување нема да трае вечно, ќе има свој почеток и свој крај. Меѓутоа, ова е слика за последното време, слика за уништување нова планета и за сите грешни. Тоа ќе биде време кога едни ќе велат, еве го нашиот Господ, кога го чекавме, ќе се радуваат, а другите ќе викаат и ќе бидат уплашени. Господ знае како да ги избави побожните од искушенија, а неправедните да ги запази за казнување на судниот ден. Значи, ќе дојде ден на радост, но ќе дојде ден суден за грешните. Тоа ќе биде место кај што ќе примат платата, наградата, вечен живот, а оние другите ќе добијат суд, уништување за секогаш. Но тоа уништување и мачење нема да трае вечно. Еве, да си поставиме прашање, кога е судниот ден? Кога ќе дојде тој суден ден? Дали во часот на смртта душата на човекот оди во рај ако е добар, како некои што велат, а ние зборувавме во претходните предавања дека нема денеска рај и пекол, или пак душата на грешниот оди во пеколот и се мачи. Зашто Синот човечки ќе дојде во славата на својот татко со своите ангели и тогаш ќе му даде на секој според делата негови, што е и нормално. Кога човек оди на суд, кога е рочиште, кога се тие истражни дејствија, не е осуден. Тој во притвор, но тој сепак не е тоа затвор. Значи, денеска кога човек ќе умре, нити оди душата во рај, нити во пекол. Оди в земја телото, животот се враќа кај Бога и човекот мирува, оди во непостојање. Но ќе добие награда или казна која ќе дојде Исус Христос, како овде што вели текстот. Кога ќе дојде човечкиот син Исус Христос во слава на својот татко и со своите ангели, тогаш секој ќе добие според делата награда или казна. Значи, почитувани пријатели, денеска нема на небото ниту рај, ниту пекол. Ниту некој се радува горе на небото, ниту некој горе на небото се мачи во тој оган пеколен. На небото само се отишле од земјава неколку луѓе. Тоа е Илија, Енох и Мојсеј. Има и една друга група на луѓе кои отишле кога Христос воскреснал, но за нив многу не знаеме, но овие тројца се запишани во Светото писмо со име и со презиме, што би се рекло. Значи, денеска на небото се Енох, Илија и Мојсеј. И затоа на небото нема место за грешниот човек. Колку луѓето гора денес во оганот? Имаме ли за тоа податоци? Нито еден. Пеколот ќе гори на крајот на светот, како што кажа и приказната што ја читавме. Кој ќе дојде Христос, ангелите ќе го соберат житото и ќе го однесат во амбарите, а каколот, плевата, ќе биде запалена, уништена. А Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта, вели апостол Петар. Тогаш небесата со голема бучава ќе ги снема, а стихиите ќе пламнат и ќе се стопат и земјата и се што се вршело во неа ќе исчезне. Сегашните небеса и земјата, пазени од истото слово, се чуваат за оган до денот на страшниот суд и погибелта на грешните луѓе. Драги пријатели, значи, ќе дојде ден кога тоа ќе се оствари. Но сега, моментално, нема ниту рај, ниту пекол за праведните, односно за грешните. Овде апостол Петар понатаму вели дека Господовиот ден ќе дојде како крадец. Значи, ненајавено, изненадно. Стихиите ќе пламнат, пишува овде во текстот. Се ќе биде разрушено. Небото, вели, ќе биде распламтено. Ќе се распадне и жестените стихи ќе се стопат. Значи, тоа ќе биде време кога се ќе биде уништено, освен праведните ќе бидат евакуирани од ова планета, земени горе на небото. И видов ново небо и нова земја, вели апостол Јован. Значи, првото небо и ова земја ќе бидат претопени, ќе бидат создадени, односно нови услови ќе бидат создадени за живот, зашто после 1000 години поминати горе на небото, спасените со новиот град Јерусалим
ќе бидат спуштени овде и овде ќе биде вечноста, нова наша планета, но не сега грешна, таа ќе биде обновена, создадени нови услови за живот. И седнатиот на престолот рече, ете, се ново создавам. И рече, напиши, зашто овие зборови се верни и вистинити. Драги пријатели, ова порака е вистините што ја слушате, заснована на Библијата, на овие текстови кои Бог, Исус ги кажа. И затоа ангелот му кажува на Јована, овие зборови се вистинити. И ние денеска ги читаме и веруваме во нив. Колку долго ќе трае пеколниот оган? Ајде да видиме што кажа во Библијата. Иако Библијата не го посочува точното време на траење, ние знаеме дека тоа нема да продолжи во вечноста. Зато има 3 причини. Ајде да ги проследиме, почитувани, кои се тие 3 причини. Прво, злото ќе биде очистено целосно и за секогаш. Ако Бог тврди дека пеколот ќе гори на земјата и потоа дека ќе пресоздаде ново небо и нова земја, а ние тоа го читавме пред малку во Евангелието, во Откровението Јованово, како би можел да го направи ако огнот гори цела вечност? Кога Бог вели ќе создаде ново небо и нова земја и нови услови за живење. Еве, например, да кажеме Каин, кој што уби еден човек, бил испратен во пеколот. Да кажеме, еве, значи, знаеме што направил Каин, губил својот брат Авел. А покасно Хитлер, кој што погубил милиони, се присоединува кон него. Чесно ли е Каин да гори 6000 години повеќе од Хитлер? Во никаков случај. Има ли некаков смисол, почитувани гледачи, заради еден краток грешен живот да бидеш казнуван цела вечност? Размислете за тоа. За Каина немаме други лоши работи напишано, односно прочитано, освен што губил својот брат Авел. Зарем тој да биде ставен во истиот кош на маки на пекол, како Хитлер или многу други монструми кои убиле милиони луѓе? Има ли некаков смисол заради еден краток грешен живот да бидеш казнуван цела вечност? Размислете за тоа. Еден човек врши гревови 70 или 80 години, потоа умира. Тогаш нашиот прекрасен Бог на љубовта доаѓа вели, заради своите 70 години во грев, ќе бидеш казнуван милиони и милиони години. Фактички ќе гориш ни сите бескрајни векови во вечноста. Каков е тој Бог тогаш, ако така се одмаздува на луѓето? Ако Бог на Библијата е толку нечесен, толку нехуман и со такво болно сознание, дека дори да му минуваат такви мисли, тогаш не сакам да имам ништо заедничко со него. Тоа е размислување на многу луѓе денески со право, драги гледачи. Ако Бог е таков да те казнува за еден грев или за 5 гревови милиони години, тогаш на мене таков Бог не ми треба. Но Бог не е таков, почитувани пријатели. Сатаната е тој кој сака да не наведе да имаме погрешно размислување за Господа. Човек не е бесмртен. Тоа треба да не биде многу јасно и гласно да го подвлечеме, бидејќи Библијата тоа многу транспарентно го опишува. Само оние кои го сакат Исуса, ќе им се даде бесмртност при второто доаѓање. Но ако грешниците горат цела вечност, тогаш немаат ли и тие вечен живот? За да бидеш мачен вечно, треба да живееш вечно. Гледате ѓаволот како ги поставува работите. И затоа тој на Ева е рекол, нема да умреш. Да, ти ќе умреш физички, но душата ќе ти живее во вечноста. Ти ќе бидеш таму, можеби во она другата група, но и ти ќе живееш без разлика што ќе бидеш во пеколот. Нема да умреш никогаш. Тоа е идеја на ѓаволот денес која се заснова на погрешна основа. Значи некои ќе се мачат вечно, а една група ќе живеат вечно. Но важно, после толку и толку години, ти ќе се префрлиш во онаа група на рајот, бидејќи некои веруваат и во третата опција, тоа е чистилиште. Место кај што човекот ќе испашта со години и на крајот Бог ќе се смилува и повторно ќе те врати во на првата група во рајот. Самата логика ја отврла можноста пеколот да гори вечно, почитувани пријатели. Грешниците умираат, тие не се мачаат вечно. Тие ќе горат во пеколен оган, тоа го пише во Библијата, но тој пеколен оган ќе трае ограничено. Значи, додека има материја, тој како, ако ние запалиме еден куп хартии, секако таа хартија
кој што има поголемо количество, ќе гори подолго отколку ако запалиме еден лист хартија. Плата за гревот е смрт, вели Библијата. Влезете низ тесната врата, зашто широка е портата и прострен е патот кој што води во погибел и мнозина се оние кои што минуваат низ нив. Значи, тесната врата води во спасение, широката врата води во смрт и тоа за секогаш. Зашто уште малку и грешникот не ќе го има повеќе, вели Библијата. Грешниците ќе исчезнат како дим, ќе исчезнат. А ние знаеме димот, кога се пали огонот, се создава чад, дим. Колку тој чад може да го гледате во атмосферата, почитувани пријатели? Неколку секунди, некоја минута и тој исчезнува. Така овде текстот вели и грешните ќе исчезнат за секогаш. Тоа го пишува Давид во Псалом 37 глава. Значи, драги пријатели, кога зборуваме за пеколниот оган, еве што ни кажува пророк Исаија. Зашто еве иде денот кој ќе гори како печка и сите горделиви и сите злосторници ќе бидат како плева. И тој ден кој што наближува ќе ги изгори, вели Господ на силите, да нема да остави ни корен, ниту гранче. А вам кои се боите од моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата, со исцелување во крилата своји ќе излезете играјки како телиња на пасење. Ќе ги газите беззакониците, зашто тие ќе бидат пепел од стапалата на вашите нозе во денот што го подготвувам, вели Господ на воинствата. Повторно овде како се споредени со плева грешните, оние кои за секојаш ќе исчезнат. Но сатаната е вешт мајстор. Тој е упорен во својата тактика и тој фрла својата мрежа што повеќе и повеќе луѓе да ги заведе. И слезе оган од небото, од Бога од небото и ги проголт. Ова е конечот, ова е крајот, драги гледачи. Кога сатаната ќе се дрзне да ги мобилизира воскреснатите луѓе во второто воскресение, односно кога тие ќе воскреснат грешните и тој ќе ги мобилизира да го освет небесниот град Ерусалим, тогаш Бог конечно ќе пушти пеколен оган, но тој оган нема да биде вечен, тој ќе биде со временски карактер, додека не изгорат и земјата не се претопи и потоа Бог ќе каже создавам ново небо и нова земја. Со многуте греови твои во неправедната твоја трговија, ти ги оскврни твоите светилишта и јас ќе пуштам оган пред тебе, кој што ќе те изеде и ќе те претори во пепел. Еве Божјата изјава, драги пријатели. Бог ќе пушти оган, но тој нема да трае вечно. Овде ќе бидат уништени и ѓаволот, коренот, како што читавме, и гранките, а гранките се символ за грешните луѓе. Тоа ќе биде време на ужас и нема да те има повеќе, пишува пророк Езекија во своето пророштво. Нема повеќе ѓавол, нема повеќе грев, нема повеќе омрза, нема болести, нема смрт, зашто пророкот пишува се е тоа минато, ете Господ создава се ново. Огнот не е најстрашното нешто во пеколо, драги пријатели. Тоа е најбрзиот, најмилостивиот начин на Бога да го уништи за секогаш злото, злите и злиот. Се мисли на ѓаволот. Вистинскиот пекол е во тоа што ќе ги пропуштиме небото, вечноста или вечната радост, зашто сме сметеле дека задоволството на гревот се поважни од вечниот живот. Тоа ќе биде најтрагичното. Инако луѓето ќе бидат уништени и тоа нема многу да го осетат. Смртта ќе настапи брзо. Но самата помисла дека сме го изгубиле небото, дека сме го изгубиле рајот, затоа што сме го слушале ѓаволот и неговите симпатизери, тоа ќе биде најстрашното. Може би за едно задоволство или две ќе го пропуштиш она што е неважното, вечниот живот. Кажим, жив сум јас, вели Господ Бог. Јас не ја сакам смртта на грешникот, туку грешникот да се одврати од својот пат и да живее. Вратете се од вашите лоши патишта, зошто да умрете. Гледате како апел ни упатува овде Бог, драги пријатели. Толку Господ не сака и тој не повикува да се вратиме на време. Да не им веруваме на таквите црковни учители кои ни учат погрешно, дека постои пекол и не плашат со таа помисла дека вечно ќе се мачиме. Нема вечно мачење, нема вечен пекол, почитувани пријатели. Денеска е еден дел од пеколот кој го преживуваме ние на оваа грешна планета, кај што се мачиме, боледуваме и на крајот умираме.
Тука го гледаме Бог таков, какво што е во суштината, Бог на љубовта, Бог на милоста. Тој изјавува дека не наоѓа задоволство во смртта на грешниците. Бог не се радува кога човек боледува, кога Бог умира. Божјото срце ќе биде скршено бидејќи ги сака сите луѓе. Исто така, тој ги сака сите доволно за да ги остави сами да изберат својата судбина. Бог ја почитува нашата слободна волја и тој чека ние да одлучиме, да го побараме, да го повикаме него за помош, а тој ќе ни помогне. Но кога избереме правдата, може да очекуваме со нетрпение и голема радост да поминеме една безгрешна вечност со Христос. Тоа е Бог, тоа е големината на Бога. Тоа е суштината на стихот во Јован 3:16, кај што читавме дека Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син. И ти си бил во Божјата промисла, почитувани пријатели. Сите ние сме биле во неговата мисла, кога го дал Исуса Христа да умре и за тебе, и за мене, за сите нас. Самата мисла за пеколот е ѓаволска. Ајде сега при крајот на ова размислување да видиме неколку така наречени библиски тешки стихови кои алудираат дека постои вечен пекол, а некои христијани, некои теолози ги земат овие текстови и ги посочуваат како главна причина дека навистина постои пекол. Мачење до веки и веков. Еве го текстот, Откровение 20 глава 10 стих. И ѓаволот кој ги мамеше беше фрлен во огнот, во огненото и сулфурно езеро, каде што се зверот и лажниот пророк и ќе бидат мачени дење и ноќе веки и веков. Некои велат теолози, еве го текстот кој укажува дека постои пекол, кај што луѓето ќе се мачат во сите векови. Во Стариот Завет, драги гледачи, изразот до веки веков е употребен 56 пати за нешта кои што веќе се случиле. Кога се однесува на човекот, изразот до веки веков означува дури е жив човек. Значи, и ние денеска велиме, кога некоја жена, постара бабичка или дедо, им помогнеш и тие те велат, сине, да си жив до векот. На што се мисли тоа? Па додека си жив, додека ти траат годините. Значи, зборот од веки веков означува дури е жив човекот. До веки веков означува до смртта. Да гориш до веки веков во оган означува да гориш додека умреш. Овој израз секогаш треба да се гледа во контекстот во кој што е употребен. Значи, не смеме да ги злоупотребуваме те изрази и да ги мешаме. Мора да го знаеме контекстот на искажаните зборови, во која прилика, во кој контекст се искажани. Понатаму, пишува во Библијата неизгасливиот оган. Што значи тоа неизгаслив оган? Еве, ќе го читаме текстот кој го наоѓаме во Лука, вели, тој држи лопатата во раката своја за да го очисти доброто гумно свое и да го собере житото во житницата своја, а плевата ќе изгори со неизгаслив оган. И ако те соблазни твојата рака, одсечи ја, подобро е да влезеш во животот без неа, отколку со двете раце да отидеш во пеколот, во неизгасливиот оган, каде нивниот црв не умира и огнот не се гаси. Значи, уште еден текст кој алудира, укажува на тој неизгаслив оган. Ајде да видиме што тоа значи. Зборот пекол, тука е превод на грчкиот збор Гехена. Таа не препраќа кон долината Хином надвор од Јерусалим. Таму било градското ѓубриште на Јерусалим. Знаеме, во секој град постои депонија кај што се фрла градското ѓубриште и таму постојно гори оган, постојно се крева чад. Нешто слично било и близу Јерусалим. Во него било фрлено сето ѓубре и сите трупови на умрени животни и тоа со кој што оганот не успевал да се исправи. Го довршувале црвите и ларвите. И кога Исус минувал таму, тој го споредил со тоа кој ќе го представува пекол. Гледате, Исус, драги гледачи, постојно или секој се служил со слики од природата, од земниот живот, за да им даде посебна порака или совет на присутните. Значи, овде Исус го користи тој вечен оган, кај што ѓубрето постојно се фрлало и оганот постојно се горело. Или пак, како што овде прочитавме, она што не изгорувало, црвите го докричувале. Неизгасливиот оган ни остава всушност две можности. Прво, тој никош нема да изгасне, и второ, нема да може да биде изгасен од никого, дури не си ја доврши работата. Која е сега библиската вистина?
Kako da ги разбереме овие библиски текстови, драги мои гледачи? Изразот неизгасив оган го наоѓаме во Библијата 19 пати спомнат. И секој пат означува дека човекот не може да го угасне, туку тоа е директна Божја интервенција. Читаме во Исаја 34 глава. Зашто настапи денот за одмаздата Господова, година на отплатата на Сион. Потомците на Едом ќе се претворат во смола и неговиот прав во сулфур и неговата земја ќе стане пламната смола. Нема да угасне ни ноќе ни дење. Димот ќе се издига непрестано од род во род, ќе остане опустошена, никој не ќе минува преку неа до века. Очигледно е од овој текст, драги гледачи, дека денес Едом не продолжува да гори. Одамна го нема тој оган. Читаме во Еремија: ако пак не ме послушате, да го светкувате саботниот ден и да не носите товар, ниту да влегувате со товар низ Ерусалимските порти во саботен ден, тогаш ќе запалам оган во портите негови, кој ќе ги проголта Ерусалимските палати и нема да угасне. Ерусалим уште ли гори, драги гледачи? Не. Одамна тоа е срушено и го нема, ја нема таа порта или таа врата. Неприкинат или вечен оган. Што тоа значи? Како што Содом и Гомор и околните градови кои што блудствуваа на ист начин како и не одејки по други тела, се поставени за пример со тоа што беа казнети со вечниот оган. Дали денеска Содом и Гомор се уште горат, почитувани гледачи? Не. Гледате, овде само е дадена една слика. Вечниот оган означува до крајот на животот на таа генерација или на тие луѓе. Не означува за секогаш. Огнот ги претворил тие градови во пепел, за пример на оние кои живеат во беззаконие. А ако ги осуди на пропаст Содомските и Гоморските градови и ги претвори во пепел и ги постои за пример за едните безбожници. Значи, сите овие текстови што ги прочитавме укажуваат дека тој вечен оган не гори, туку резултатите се вечни. Значи, тој е вечен по своите резултати, а не по својата долготрајност. Како ние кога ќе се удриме некаде по телото, болката ни поминува, но белекот останува додека сме живи. Останува трајни последици. Така и оганот. Значи, огнот ќе изгори, телото ќе изгори, но последиците се вечни. Тие луѓе или таа генерација на група на луѓе нема да добијат вечен живот, туку ќе добијат вечна смрт во смисол вечно осудување. Ајде да споменеме сега да го споменем изразот вечна мака. И тие ќе отидат во вечна мака, а праведните во вечен живот. Што тоа значи, почитувани пријатели? Забележете, се вели вечна мака, а не вечно мачење. Тоа треба да го кажеме и да ни биде многу јасно. Значи, станува збор за вечно уништување, вечна мака. Павле кажува дека казната маката за гревот е смрт. Откровение ја нарекува таа смрт втора смрт, при која што грешните умираат во огнот. Таа смрт или разрушување ќе бидат вечни, зашто од нив нема да има веќе воскресение. Значи, мачењето не е вечно, едноставно последиците се вечни на тие луѓе кои за секојаш ќе бидат уништени. Плач и крцкање со заби. Така ќе биде и при свршетокот на светот. Ангелите ќе излезат и ќе ги оделат лошите од праведните и ќе ги фрлат во жарената печка. Таму ќе биде плач и крцање со заби. Што тоа значи, драги гледачи? Тоа ќе биде жалење што изгубиле вечноста. Можноста и тие да бидат во небесното царство. Тоа ќе биде плачење и крцкање со заби, но тоа нема да имат корист од тоа, бидејќи враќање повеќе нема и покаяние невозможно. Што ќе направи Исус за својот народ по уништувањето на гревот? Но ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја, во која што ќе се настани правдата. Многу луѓе ќе изгубат ова привилегија, односно ова можност да бидат со Исуса во вечност. Зошто? Затоа што за време на својот живот слушале погрешни учители, оделе по широкиот пат, наместо
да одат по патот кој Исус го поставил. И ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни. И смрт не ќе има веќе ни плач, ни пискот, ниту болка, бидејќи поранешното помина. Ова е крајот, драги пријатели. Овде едни ќе се радуваат, едни ќе тагуваат. Не вечно. Нема вечно да се мачат. Туку ќе бидат последиците вечни, затоа што неки имат повторно прилика да се вратат назад и тие да бидат во групата на спасените. Во која група ќе се најдеме ние, зависи од нашиот избор денеска. Отиете и јас создавам ново небо и нова земја, а поранешните нема да се спомнуваат повеќе, ниту ќе доаѓаат на ум. Значи, Бог секи избрише лошо во нашите умови. Сите лоши слики ќе бидат уништени. Само ќе се сеќаваме на добрите работи. Ако се најдеме таму, драги гледачи, ќе се препознаеме. А она лошо што сме го доживеле во животот ќе биде избришено, уништено. Зашто Господ ќе ни создаде еден нов почеток. Почеток кој ќе нема крај. Затоа сега е прилика да се одлучиш и да поверуваш во библиската вистина, дека денес нема ниту рај, ниту пекол. Покојните одат земја, животот се враќа кај Бога и чекаат воскресение. Кога Исус ќе дојде наскоро, ќе воскреснат праведните во првото воскресение. Грешните после 1000 години ќе воскреснат во второто воскресение. Но не да примат награда, туку казна. Тоа ќе биде пеколот. Овде нова земја ќе биде пеколот, но тој пекол ќе трае со временски карактер. Бог ќе пушти оган, вели Светото писмо, да ја претопи ова планета, ова земја, ќе создаде ново небо и нова земја. Зашто според Библијата постојат 3 неба. Ова првото небо што ние го гледаме, Бог ќе го очисти, зашто е загадено. Ќе создаде нова атмосфера, нови услови за еден нов почеток, за еден нов живот. Овде ќе трае вечниот живот, нова планета, денес каде што ние живееме. Господ да ни помогне и да не удостои и ние да бидеме граѓани, жители на новата земја што Господ ќе создаде. Поздрав, почитувани гледачи, до сите вас. Да се помолиме. Драги Боже, ти благодариме за ова вистина, за ово откровение дека нема пекол, што ѓавол денеска ги плаши милиони луѓе, дека Господ е таков тиранин, дека Господ е толку лош што ги казнува своите зли деца со пеколен оган. Ти благодариме за милоста Твоја, Господе, за љубовта Твоја, што постојано зрачи и не повикува денеска да дојдеме такви какви што сме кај Тебе, да се покаеме и да Те прифатиме за наш Спасител и Учител. Благослови на сите нас, Господе, и помогни ни да бидеме со Тебе во вечност еден ден. Тоа е наша молитва и Те молимо, слиши во Христово име. Амин. И посакувам секој добро, Господа ве благослови и се гледаме во наредната тема, односно во наредното предавање. Секој добро од Господа. Не плаши се ти од неволи, Бог мисли на тебе. Под крилата си на љубовта, Бог мисли на тебе. Бог мисли на тебе во секој час и секој миг. Се грижи за тебе. Бог мисли на тебе. И на тешки дни Бог мисли на тебе. И кога си во опасности, Бог мисли на тебе. Бог мисли на тебе во секој час и секој миг. Се грижи за тебе, Бог мисли на тебе. Милош
Bog misli na tebe. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чу го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.